Përshëndetje të dashur shikues, ja tek ritakohemi sërish në emisionin Ftesë në studio këtu në televizionin që tashmë është bërë mik i shtëpive tuaja. Sot do të flasim për një temë që në fakt ka shqetësuar dhe ka pasur reagime të shumta nga organizata të ndryshme. Së fundmi në vendin tonë janë miratuar ndryshime në ligjin për arsimin fillor dhe ndryshime në ligjin për tekstet shkollore, të cilat kanë bërë që të ketë reagime të shumta, reagime të forta nga organizatat të cilat punojnë për të drejtat e njeriut dhe për barazinë gjinore. Këto ndryshime në fakt përfshin heqjen e edukimit shëndetësor nga programet mosimore, por gjithashtu përfshin edhe heqjen e temave që kanë të bëjnë me barazinë gjinore, kanë të bëjnë me shëndetin seksual dhe riprodhues nga programet mosimore. Sipas platformës për barazi gjinore dhe rrjetit për mbrojtje nga diskriminimi, këto ndryshime ligjore në fakt kanë ardhur pa u konsultuar apo pa pasur një konsultim me ekspertët dhe të rinj, gjë që sipas tyre kjo sjell deri tek një hap pas sa i përket të drejtave dhe sigurisë të rinjve në sistemin arsimor. Për ta diskutuar pak më gjerë për këtë, për të kuptuar pak më shumë se çfarë janë këto ndryshime ligjore, ndikimin që do të kenë këto ndryshime ligjore, por gjithashtu edhe qëndrimin që ka shoqëria civile për sa i përket këtyre ndryshimeve ligjore, ne sot do të flasim me një përfaqësues nga rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi, Atanas Avramov, i cili gjithashtu është edhe magjistër i së drejtës ndërkombëtare dhe Bashkimit Evropian. Здраво, Атанас. Добре дојде. Фала што си дел на емисијата. Добар ден, ви благодарам на поканата. Вака, јас на почетокот потенцирав дека се зборува за измени на законот за основно образование и законот на училишни учебници. Дали ке може за гледачите да дадеме повеќе детали за што се зборува, кои измени прават предизвикува уствари ваква голема реакција и во што е проблемот на овие измени? Значи да, ние како заедно платформа за родова еднаквост и мрежата за заштита од дискриминација имавме реакција за двата закони. Реакцијата може да се подели на два дела, односно за процедурата во која што беа донесени измените и материјалниот дел. Мораме да потенцираме дека измените беа донесени во поскратена постапка, без консултација на стручната јавност и засегнатите страни, вклучително и младински организации кои што би требало да имаат свој глас во однос на било какви измени на овие закони, не само измените кои што се предмет на оваа дискусија. И оној материјален аспект кој што се однесува за одредбите за дискриминација во законот за учебници и во законот за основно образование, каде што измените беа во насока дека сите забраните во однос на законот за основно образование, одредбата за забрана на дискриминација се усогласува со Уставот, додека и исто се случува и во законот за учебници, односно вели дека сите промотивни содржини во однос на дискриминацијата ќе биде во согласно со Уставот. И сега за загледачите, зошто за нас е проблематично кога нешто се усогласува со Уставот, проблемот е тоа што Уставот дозволува 9 основи за дискриминација, додека предходната верзија на одредбата беше дека треба да се врши усогласување со Законот за спречување и заштита од дискриминација, кој што содржи 23 основи. Зошто го велам ова? Заради тоа што во Законот за спречување и заштита од дискриминација постојат основи кои што се исклучително важни, кои што не се предвидени во Уставот. Тоа не значи дека Уставот не дозволува дополнителни основи, туку заради тоа што во моментов кога Уставот бил напишан, не биле предвидени или не биле осмислени оние основи кои што во текот низ годините може да се појават како основи на дискриминација. И тоа како важни, еве чисто само за гледачите, значи Уставот предвидува, како што реков, 9 основи: пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна или општествена положба. Меѓутоа до овие недостасуваат многу основи кои што најчесто маргинализираните заедници или ранливите групи се најчесто маргинализирани. Тоа се лица со попреченост. Да. Што не се вклучени. Апсолутно, значи ние имаме и пресуди од Европски суд за човекови права во однос на ромската популација и лицата со попреченост, како и одлуки од домашни тела за еднаквост, каде што велат дека лицата со попреченост имаат сериозен ограничен пристап до здравствена заштита, до социјални услуги и така натаму.
И тоа беше основата да тие одредби, односно таа одредба за забрана на дискриминација што ги препознава лицата со попреченост како ранлива група која што може да биде дискриминирана беше исклучително важна. Меѓутоа не е само тоа. И семејна и брачна состојба, здравствена состојба, род, родов идентитет, сексуална ориентација и така натаму. Значи, нормално е, свесни сме дека одредени овие некои од основите се контраверзни или табу тема во јавност. Меѓутоа, дискриминацијата како вредност на цивилизираните народи не може да има свое место во образовните институции, без оглед на тоа какви ставови да има кон одредена ранлива група. Не може одредена ранлива група да нема пристап до оние добри услуги како сите други останати граѓани на Република Северна Македонија. Тоа е не само придобивка на цивилизираното општество, туку е тоа принципот на еднаквост е нешто кој не засега сите, без оглед на тоа од која е нашата позадина. Тие се тие измени кои што се направија во самите закони, кои што искуствено гледајќи наназад, властите, особено властите кои што ги применуваат овие закони, доколку не е ставена одредена основа на хартија, тие не превземаат мерки не само за созбивање на дискриминацијата, туку и на самата превенција на дискриминацијата. Вие нормално реагиравте за ова, но исто така реагиравте и до кај председателката, пошто и пишувавте писмо до председателката да не ги подпише. Сепак овие се подпишани веќе овие закони. Да, овие конкретни закони, законот за основно образование и претходните измени на законот за средно образование, како и за законот за учебници во основното и средното образование беа подпишани од страна на председателката вчера, ако не се лажам. Овие, например, на овие измени на законот, исто така и здравствената укинување на здравствената едукација. Дали ќе може да кажеме што е здравствената едукација и зошто е многу важно да биде дел од образовната програма? Да, покрај овие одредби кои што беа изолирани, односно избришани од самиот закон за основно образование, беа избришани и оние делови кои што беа предвидени дека образовните институции ќе водат грижа, односно ќе имаат мерки кои што се однесуваат за сексуалното и репродуктивното здравје на младите, како и промовирање на родовата еднаквост. Сексуалното, најпрво, постои една заблуда, особено кај популацијата која што реално и не баш го интересира каква е дефиницијата за сексуално и репродуктивно здравје, дека тоа се однесува исклучиво само за сексуалните односи. Тоа е толку погрешна дефиниција, зошто? Заради тоа што сексуалното и репродуктивното здравје опфаќа многу голем широк спектар на теми кои што може да бидат обработени. Тука станува збори за телесниот интегритет на девојчињата и момчињата. Што мислам под ова? Во самото тоа образование, односно во сексуалното и репродуктивното здравје, се дискутира и за тоа дека буквално ниту едно лице не смее да допира на било каков начин друго лице без негова согласност. Дури и во ситуации кога, например, станува збор за лице кое што и не може да ја даде својата согласност. Значи, дури и кога не е способно, тоа не значи дека му е дадена согласност имплицитно. Тие одредени прашања мора да се дискутираат во рамки на сексуално и репродуктивно здравје. Зошто? Заради тоа што се од исклучителна важност и свесни сме за одредени настани кои што се случуваат исклучиво заради тоа што немаме такви информации во рамки на образовниот процес. Во изминатите години одредени здруженија има свои пилот програми во рамки на одредени образовни институции за сексуалното и репродуктивно здравје. Има истражување, меѓутоа има и сведоштва од родители во кои што сведочат за тоа дека колку сексуалното и репродуктивното здравје е важно за младите. Како што реков, ова конкретно прашање освен табу тема е на мета на одредени движења кои што се спротивставуваат за негово воведување исклучиво само заради тоа што сметаат дека таа тема ќе биде фокусирана на сексуалните односи, што е погрешно и што не произлегува од прирачниците за сеопфатно сексуално образование. Да. Атанас, ние ќе продолжуваме нормално со разговорот и ќе продолжуваме да објасниме и за гледачите, но прво ќе имаме малку кратка реклама. Тогаш шкугуес, дачко путеме për një hapësirë të shkurtër publicitare, më pas rikthehemi për të vazhduar diskutimin. Jemi rikthyer sërish në studio ku flasim për ndryshimet e ligjit në ligjin për arsim fillor dhe për tekstet shkollore.
Атанас, зборувавме пред рекламите, зборувавме за сексуално образование, колку е важно да има сексуално образование и во училиште. Верувам дека има земји каде имаат сексуално образование, дека се позитивен пример за дека немаат сексуални проблеми. Апсолутно. Не дека немаат сексуални проблеми, меѓутоа подобро се менаџираат со проблемот. Апсолутно. Значи има примери каде што земјите имаат воведено сеопфатно сексуално образование, на кои што работат на едукација на младите за своето сексуално и репродуктивно здравје. Заговорниците од другата страна би кажале дека еве и покрај тоа што имаат овие земји имаат сеопфатно и сексуално и репродуктивно здравје, бројот на сексуално преносливи инфекции се зголемува. Тоа е знак дека во принцип според нив тоа е знак дека сеопфатното сексуално образование не функционира. Баш напротив, тоа е првенствено дезинформација и второ, тоа укажува дека младите ги препознаваат симптомите, односно добили информации кои се симптомите на сексуално преносливите инфекции и затоа можат да преминат на тестирање и на диагноза и на третман на самите на сексуалните инфекции, додека кај нас гледано информациите за сексуално преносливите инфекции доаѓа од здруженијата, не доаѓа од институциите кои што треба да се занимаваат со проблематиката. Така, тоа е знак дека постои одредена стигма или предрасуди во однос на сексуално преносливите инфекции кои што може да се сузбие преку сеопфатното сексуално образование. Меѓутоа, сеопфатното сексуално образование не е само тоа, значи тоа таму се зборува и за семејни односи, комуникации со своите родители, комуникации со своите браќа, сестри и така натаму, значи тоа е една опфатна едукација за својот живот кој што вклучува односи со другите луѓе, познаници и така натаму, другари и така натаму. Значи, сеопфатното сексуално, односно сексуалното и репродуктивното здравје како тема на образование не е исклучиво сексуалниот однос и сексуално преносливите инфекции и така натаму. Тоа е толку поширока тема која што исклучиво може да помогне за созбивање на одредени митови само доколку е институционализирана и во рамки на образовниот процес. Овие измени што зборувавме на законите веќе се одобрени. Зошто мислите дека се донесат овие одлуки на влада и собранието? Да, пред да одговорам на прашањето, би сакал само на кратко за родовата еднаквост. Да. Исто има многу заблуди во однос на родовата еднаквост и зошто е родова еднаквост, а не е полова еднаквост и така натаму. Значи, тие се одредени прашања кои што ги користат одредени движења за замајување на јавноста. Меѓутоа, многу е важно да се потенцира, еве класичен пример за гледачите, за да не звучи премногу правнички или премногу во рамки на експертиза. Значи, прашањето на работодавачите дали одредена жена при апликација за одредено работно место ја прашува дали планира да има семејство и дали планира да ги искористи сите 9 месеци, тоа не е дискриминација врз основа на пол, зошто заради тоа што не ја дискриминира врз нејзините биолошки карактеристики. Ја дискриминира врз основа на оние стереотипи или оние улоги кои што самото општество ги наметнува и тоа е самата дефиниција за род и родов идентитет. Не е пол. Полова дискриминација би била доколку јас објавам оглас и би рекол дека може да се пријават исклучиво девојки над 180 метри висина. Тоа е заради тоа што станува збор за одредена биолошка карактеристика и заради тоа што наведувам дека само девојки може да аплицираат, се разбере, има и одредени работни места каде што може да се или машки или женски, меѓутоа заради природата на работата, не заради тоа што јас преферирам одреден пол. Обично, кога се носат законски измени, претениците се должни да поднесат своје образложение за тие законски измени. Анализирајќи го образложението кое што беше поднесено за овие законски измени, јас не можев да најдам, односно ние не можевме да најдеме конкретно образложение зашто ги бришаат сексуалното и репродуктивното здравје, родовата еднаквост и конкретно овие основи, иако можеме да претпоставиме од
комуникација дека тоа се однесува исклучиво заради проблематичноста на род, родов идентитет, сексуална ориентација, родова еднаквост и сексуалното и репродуктивното здравје, исклучиво заради овие движења кои што имаат своји комуникации со одредени политички структури, меѓутоа не се. Тука навистина вистинската штета не ќе се рефлектира на младите. Нема да се рефлектира на тоа дали имаме подобро или полошо законско решение, тоа секако е без некаква без сомнеш, меѓутоа тоа вистинската штета ќе ја трпат младите бидејќи нема да добијат вистински информации за тоа што им треба. Родовата еднаквост е баш тоа. Момчињата да знаат дека кога им е тешко не може да заплачат и дека не е крај на свет и дека не се помалку машки доколку заплачат, додека женските може да играат фудбал и тоа да не биде публикуване дека тоа е некоја светско чудо или некој феномен или така натаму, или работат возачи се на автобуси од ЮСП или машиновозачи или возачи на камион и така натаму, и тоа нема да е вест во медиумите, туку ќе биде едно секојдневие. Тоа го прави, тоа би го направило образованието во однос на родовата еднаквост. Да, пошто кај нас се уште е кога некоја жена направи нешто што повеќе мажите го прават, се прави вест дека е нешто посебно. Како мислиш дека ќе влијаат или дали ќе влијаат овие промени или измени на законот и кај менталното и физичкото здравје на младите? Апсолутно. Истражувањата покажуваат дека одредени ранливи групи, како што се ЛГБТ заедницата, значи луѓето со различен родов идентитет, трансицата и така натаму, се далеку поподложни на одредени, како да кажам, одредени појави кои што се случуваат во образованието, булинг, отргнување и така натаму, и тие имаат влијание врз нив, не само врз тоа како ќе го поминат својот образовен процес, него и на нивното градење какви се они како личност. Како што реков и претходно, значи ние можеме да имаме различни мислења во однос на одредени основи за дискриминација кон децата со попреченост, кон ЛГБТ децата, кон транс децата или според некои движења тие не постојат, меѓутоа еве влезете во школото, децата веднаш може да ви посочат дека предпоставуваат одредена сексуална ориентација за одреден нивен, за одреден нив ученик кој што ти покажува дека оние тоа како се свесни за темата, значи не е дека тие лекции или тоа образование ќе воведе некоја тема која што за нив е непозната. Не, тие баш напротив го знаат и добиваат информации, најчесто и дезинформации, надвор од образовниот процес. И затоа имаат такви штетни влијанија не само врз лицата кои што се директно засегнати, туку и младите општо, бидејќи не добиваат доверливи и точни информации, заради тоа што толеранцијата и својот став по било кое прашање може да го оформиш доколку имаш точни информации. Тоа ќе го направи ова образование. Информациите да им се доделат на тие ученици, на тие студенти и така натаму, и они самите да изградат став врз основа на информациите кои што се точни и доверливи и базирани на докази, а не добивање информации од некои интернет портали или експерти кои што имаат собствена позадина за одредени информации или само да слушаат вака на улица нешто. Да, апсолутно, апсолутно. Нормално зборувавме и за родова еднаквост. Јас сакав да те прашам, пошто ние зборуваме со пријателите, зборуваме, одиме по семинари да зборуваме за родова еднаквост, зборуваме за борба за дискриминација, да не имаме дискриминација, но малку се зборува во школа, тоа што го кажавме. Треба да е толку многу е важно да биде дел од образовната програма, да се дискутира за дискриминација, да се дискутира за родова еднаквост. Апсолутно, значи кога станува збор за родовата еднаквост, меѓутоа и за сексуалното и репродуктивно здравје, постојат одредени факти, опипливи факти, фрапантни факти кои што се знак дека тоа не само што ни е потребно, туку и ни е неопходно во овој момент. Подготвувајќи се за интервјуто, направив една кратка анализа од
надписи одвесни во последниве 2 години и би сакал да ги споделам чисто само за да знаете какви случаи се случуваат. Да. Во Гостивар 15 годишен ученик извршил полов напад врз 5 годишно девојче. Во Куманово 15 годишен исто извршил полов напад врз девојче од по 14 години. Во Желино Тетово 23 годишен обид за силување на 11 годишно девојче. Во Свети Николско 28 годишен допирал 18 годишно девојче без согласност и да не навлегувам во други случаи кои што се низ годините. Сеопфатното, односно сексуалното и репродуктивно здравје го прави баш ова. Ги учи и машките и женските за одредени вакви аспекти. На недопирање без согласност, одредени граници, одредена комуникација за одредени прашања, тоа е едно. И второ, доколку се случи таков случај да знае било кој да е жртвата, дали тоа е момче или девојче, да знае каде да се обрати и која е процедурата која што ќе следи. Во моментов доколку не се предвидени овие принципи родова еднаквост, сексуално и репродуктивно здравје, Министерството за образование не може да предвиди подзаконски акти кои што ќе предвидат каде може да се пријави, кои се чекорите, што треба да се направи, па и да предвиди одредени обуки за професори, наставници, социјални работници, психолози во рамките на образовните установи како првенствено да се справат за случајот додека тој случај не се процесира пред органите на прогон или доколку постојат факти за случајот. Меѓутоа, во моментов, доколку не е ставено како одредба во самите закони, не може да се работи со подзаконски акти, бидејќи нема основа во самиот закон. И тоа го направија сега со новите измени. Да, значи вие реагиравте нормално и тоа и го кажав дека имате пишано и писмо кај председателката, но сте имале обид да имате некоја средба со представници на институции за да го представите, да кажеме, вашиот став и кои се вашите барања што конкретно мислите дека може да биде решение за ова? Да, значи иако измените сега се случуваат, претходно имаше измени во Законот за средно образование, каде што конкретно се избришаа родов идентитет и сексуална ориентација. Во тој момент ние имавме обид за дискусија и дискутиравме со надлежните институции. За жал, тие разговори не се манифестираа со промена на ставот или промена на измените кои што беа предложени, бидејќи, како што веќе спомнавме, овие измени се веќе потпишани од страна на председателката. Единственото барање кое што ние можеме да го упатиме до претениците и до председателката понатаму е да се врати старото решение на овие закони, председателката да го потпише и конечно да почнеме да им даваме на младите точни, доверливи, базирани на докази информации за да тие да можат сопствениот став да го изградат. Никаде во законот, нити во подзаконските акти не можеме да предвидиме што треба да мислат младите за одредено прашање, без оглед на тоа колку на нас не звучи тоталитарно. Да. Значи, ние не предвидуваме одредено мислење во тие подзаконски акти. Предвидуваме да младите имаат точни, доверливи, базирани на докази информации за да можат сами да го изградат својот став за овие прашања. Дали имате поддршка и од другите организации или можеби општеството против овие измени? Ние функционираме како мрежа во мрежата за заштита од дискриминација и платформата за родова еднаквост има над 20 членки кои што членуваат здружение кои што ја поддржуваат оваа реакција. Меѓутоа, еве еден апел и за други здруженија кои што работат врз основа на дискриминација на здравствена состојба, државјанство, родов идентитет и лица со попреченост, основи кои што сега веќе не се присутни во Законот за основно образование, Закон за средно образование и Закон за учебници, дека би биле загрижени зошто овие основи не се предмет на политики на образовните установи. Затоа што сме на крај, Атанасија, сакав да те прашам и како може сите да ја поддржиме борбата против дискриминација и сите да учествуваме за да не бидат вакви измени во закони? Она што секој нас како човек
може да го направи е тоа да направи своји истражувања за овие конкретни теми. Да ги отвори предлог програмите за сексуално и репродуктивно здравје. Да анализира што всушност значи родовата еднаквост и да добие знаење кои што прво ќе ги сподели со своите блиски, кои што несомнено стигнале до дезинформации за родова еднаквост, до сексуално образование, репродуктивно здравје и така натаму. И оттаму да се вклучи во борбата заедно со здруженијата или индивидуално, небитно, во кои капацитети може, нормално, заради тоа што секој има своји капацитети, сопствено знаење и сопствени начини на туркање на одредени своји ставови, да го изразе својот став и конечно да имаме едно образование кое што од една страна децата ќе размислуваат критички, меѓутоа од друга страна тоа ќе биде базирано на одредени, како што реков, информации кои што се точни и базирани на докази. Овака само развлекуваме одредени стереотипи и предрасуди, исклучиво само заради фактот што на одредени групи тоа не им се допаѓа, едно, и второ е заради тоа што е нешто различно до сега. Не се што е различно е лошо или добро. Меѓутоа, доколку е базирано на докази, секако дека нема да настане одредена грешка. Значи секој од нас може да биде дел од борбата против дискриминација и против другите нешта што можеби се лоши за општеството. Атанас, фала многу што беше дел на емисијата и што ни даде вакви информации и фала многу за дискусијата. Ви благодарам на поканата што Фала.